Третата македонска фудбалска лига е поделена на 5 региони, а најтешкиот регион, најконкурентниот регион и за врвот на изопстанок дефинитивно е Северот. Оваа сезона во трета лига Север настапуваат 14 екипи, од кои 5 беа фаворити за првото место и баражот. Куманово, Шкендија, Рачиново, некогашниот прволигаш Еурмилк од Горно Лисиче, Фортуна, БВК Конјере беа кандидатите за првото место. Тешка борба, неизвестност од коло во коло, многу возбуда, спорни моменти, погодици во финишот од мечот, многу публика и полни стадиони. Надпреварот висок ризик, делегирани суди од прва лига кои судат и во фудбалска Европа. Така би опишале оваа сезона во трета лига Север, каде шампион стана Куманово. Меѓутоа до шампионската титула Куманово имаше многу тежок пат, а најголем конкурент до последното коло беше Шкендијата Рачиново, која заврши на второто место со бод помалку. Најтешки беа соочувањата меѓу Куманово и Шкендија Рачиново, како и меѓу овие две екипи со Еурмилк. За Куманово тешки беа надпреварите против Фортуна, Башкиме Љуботен, Беса Влазрими, како и Ринја, но и незгодно им беше и мечот против БВК Конјере. Трета лига Север е најквалитетниот третолигашки регион, бидејќи тука има повеќе екипи со високи цели. Фудбалери кои прават трансфер од првата лига, а при тоа гледачи на телевизија Емнет имаа можност да проследат десетина надпревари од трета лига Север преку директни преноси. Тренерот на Куманово Даниел Стојановски во изјава за телевизија Емнет ја анализираше сезоната во трета лига Север и патот до шампионскиот пехар. Тешка сезона неизвестна до крај, каде успеавме да бидеме шампиони и да стигнеме до тој посакуван бараж. Морам да потенцирам дека целата заслуга одика играчите. Посакуваме да дојдеме до успехот и успеавме. Куманово оваа година слави 100 години од оформувањето и 20 години од обновувањето на клубот. Се надевам дека во сабота овој прекрасен јубилеј ќе го кронисаме со влез во втората лига, рече за Емнет тренерот Стојановски. Во пролетниот дел во посериозна трка беа Куманово, Шкендија Рачиново како и Еурмилк Горно Лисиче. Меѓутоа од кола во коло конкуренцијата се сведе само на овие две екипи, односно шампионот Куманово и вице-шампионот Шкендијата Рачиново. Тешката сезона Куманово ја курнесо со 23 победи, 1 реми и 2 порази, при што фудбалерите на Куманово постигнаа 76 погодици, а примија 16, при што шампионот во трета лига Север собра 17 бодови или бод повеќе од Шкендија Рачиново, која е втора со 69 бодови на своето конто. Екипата од Рачиново го има најефикасниот напад со 105 постигнати погодици, а Куманово ја има најефикасната одбрана со примени само 16 погодици. Стојановски за Емнет исто така зборуваше и за баражот против второлигашот Победа, кој ќе се одигра во сабота. Од сите екипи за нас најнепосакуван противник беше Победа, затоа што е екипа со второлигашко искуство. По друго темпо се игра на надпреварите во втората лига. Се надеваме да ни падне некој третолигаш од нашиот третолигашки ранг. Секако дека Победа е фаворит на овој надпревар. Ние сме мотивирани и ќе се обидеме да го изненадиме. Воедно ги повикувам кумани во сабота во Ѓорче, во што поголем број да ни дадат поддршка. Сите заедно за фудбалот во Куманово, изјави за Емнет тренерот на Куманово Даниел Стојановски. Ждрепката посега во баражот Куманово да се соочи со Прилепска Победа, која лани настапуваше во првата лига, но испадна експресно и сега пред оние клучни 90 минути. Дали прилепчани ќе преживеат и ќе играат во втората лига и следната сезона, или ќе ја доживеат истата судбина како и Борец и да испаднат во трета лига Југ во 2 сезони од прва во трета лига. Бараж надпреварот меѓу Куманово и Победа ќе се одигра во сабота на стадионот во Ѓорче со почеток од 17 часот.